Речи се да не постои човек во Македонија кој не слушнал за Коста Петров, познат македонски писател, пиар експерт и еден од најпродаваните автори во Македонија. Ова се само неколку атрибути со кои е закитено неговото портфолио, во кое ќе се впише едно евровизиско искуство. Коста Петров е автор на Proud, песната со која Тамара Тодевска ќе не представи на Евровизија оваа година. Седнавме да испиеме едно кафе со Коста, со кого зборувавме за ова искуство, за пораката на песната, но и генерално за Евровизија. Здраво, Коста, навистина ми е драго што те гледам и што ќе имаме можност да си направиме муабет. Како си денеска? Супер, благодарам на поканата и честитки за огромниот успех што го имате. Дали ти ја знаеш Бјанка Мизел, може би да те прашам на сам старт? Па да, редовно ја следам, навистина ми се допаѓа нејзината работа. Не, честитки за тоа, навистина беше супер направено. Ти благодарам. Јас се уште немам слушнато песната за Евровизија, ама верувам дека ќе можам да упатам честитки и за музиката и за текстот. Текстот е твој. Како Коста Петров влета во една евровизиска приказна? А сосема случајно, јас Тамара ја знам долго време и честитав кога беше избрана за наш представник. Разговаравме што сака да направи, како сака да направи. Ми кажа во кој правец сака да оди, дека сака да оди со концепт, не само песна. И разговаравме за песната, за идеи и ми рече зошто ти не го напишеш текстот да видиш дали можеш да го напишеш. И седаме со сопругата, не всушност заедно го напишавме текстот за неколку часа. И Тамара ми праќа порака, се најжив. Мора ова да биде текстот. И така испана. Тамара рече дека не очекува да победи, дека песната носи посебна порака. Тамара нека каже што сака, ја идам да победам. Зборуваме за пораката. Пораката се однесува, барем Тамара веќе сподели, на незината ќерка и на сите кои што се горди без разлика на своите деца, на своите успеси во животот. Ти исто така имаш ќерка. Со каква емоција ти и твојата сопруга ја пишувавте песната или самиот текст на истата? Токму поради тоа без сопругата не можев да го напишам текстот, бидејќи ми требаше таа женска перспектива. И реално е дека живееме во многу подобри времења од пред 20-30 години, меѓутоа се уште сметам дека жените се далеко од тоа каде што треба да бидат. Се уште, особено кај нас живееме во општество полно со предрасуди. Не можеш вака да се однесуваш, мора вака да изгледаш, мора ова да го правиш. Не го прави ова што ќе кажат комшиите, роднините и така натаму. И навистина сакаме да сватиме на порака дека ќе има луѓе што ќе ти кажат да бидеш тоа што тие сакаат ти да бидеш, меѓутоа најважно ти да се прифатиш и позитивните и негативните работи да бидеш горд на тоа што си. А низ годините, која може би евровизиска песна која што сме ја пратиле, ти е при срце или ти се допаѓа? Најдобра песна ми е, мислам, Калиопи црно и бело и се разбира оваа година песна што ќе биде. Тамара Тодевска ќе не представува повтор пат на Евровизија оваа година во Тел Авив, Израел, па решивме Коста да го потсетиме на нејзиниот прв евровизиски настап, а тој ни откри и една анегдота. Тамара беше веќе на Евровизија. Ако те навратам на тој настап, дали го гледаше, дали можеш да и најдеш нека замерка? Ја не се сеќавам на настапот на Let Me Love You. Дали може јас да те потсетам на Let Me Love You, да ти ја пуштам на YouTube и да искоментираме веднаш на лице место? Поздрав до Тамара. Тоа нити го најавив, меѓутоа, ајде да го ставиме Коста Петров на еден тест. Можеш ли ти да отвориш кај тебе како повеќе ти одговара? Јас знам дека има една анекдота за фризурата на Тамара од таму. Кажи ми ја веднаш. Дека не требало да иде со таа фризура што била таму. Оваа песна всушност ми се свиѓа. Ти се допадна комбинацијата со Врчак и со Адриан Гаџо? Види, Врчак кога почна да твори во тоа време, ги имаше најдобрите песни. Мене ми е жал сега што, например, генерацијата на ќерка ми и некои други генерации не може да ги слушаат неговите песни. Адриан Гаџа си е поп звезда, Тамара си е Тамара. Мислам дека во тој момент со тоа што им било дадено го даде на максимум и тоа е најважно. Јас ќе ти се заблагодарам и ќе ти посакам многу успех за Евровизија, за сеја на што доаѓа. За сам крај, дали познат си по твоите убави книги, по твојата убава мисла, со каква мисла ќе го завршиме нашето интервју денеска? Секој хаос има рок на трајање. Ти благодарам. Хвала.